Почитувана председателка, почитуван заменик министр за финанси, почитувани колеги, медиуми и јавност. Конечно денес имам прилика да излезам на говорница и да продискутирам малку околу ребалансот на буџетот. Внимателно, овие изминати 3 дена ги слушав дискусиите на сите мои колеги и пратеници. Меѓутоа, генерално се добив впечаток дека оние до вчера што го направиле буџетот, значи предвиделе буџетот за 2017 година, сега тој истиот со овој наш ребаланс го критикуваат. Нормално секој има право да ги кажува своите ставови и мислења. Ја поднозна ребалансот на буџетот би почнал со некои факти од типот дека неопходниот ребаланс на буџетот на средината на оваа година, знаете, помина првите 6 месеци, веќе 7 месец сме, што го направи оваа влада и Министерството за финанси, овозможува непречено спроведување на финансиските политики на новата влада за сервисирање на граѓаните и економијата во земјава, како и за реализација на политиката од програмата на новата влада, кои ги дадоме, значи, ветувањата на сите граѓани на Република Македонија. Вкупните средства од кратење на пример, вака дизајнираниот ребаланс на буџетот е резултат на домаќинското работење на оваа влада. Она што ќе биде клучно во ребалансот на буџетот се кратење на непродуктивните трошоци. Треба да имаме предвид дека ребалансот на буџетот не е нов буџет, туку станува збор за негова адаптација, како што кажав, донесен од претходната влада, каде приходите во наредниот период се сведени на реални очекувања, а буџетскиот дефицит, односно е проектиран на за 2,9% од бруто домашниот производ. Проекцијата на претходната влада била дека бруто домашниот производ за 2017 година ќе изнесува 3%, но како што знаеме сите, во првиот квартал растот на бруто домашниот производ изнесува 0% и само имаше некој зголемување во областа на градежништвото, кај што мислам дека изнесуваше 0,5%. Значи, нашите проекции се дека до крајот на оваа година растот ќе биде постигнат, значи, некаде околу 2,2%. Тоа се реални проекции, ако знаеме дека Светска банка предвидува раст од 2,8%, а Народна банка на Република Македонија 2,7%. Во делот на непродуктивните трошоци на владата и на сите нејзини институции, како што се службени патувања, репрезентации, економски промоции и рекламирање, каде трошоците се намалува за повеќе од 10%, особено каде трошоци најголемо кратење е направено кај буџетот на премиерот или ставката влада на Република Македонија. Вкупните средства на кратење од премиерскиот буџет изнесуваат повеќе од 420 милиони денари. Овие средства беа планирани да бидат потрошени за кампањи, емитување на рекламни спотови во странство, како и за селективна распроделба на одредени граѓански организации. Да не спомнам, имаме безброј примери како се делиле тие пари за наводно некои граѓански организации или издруженија, кај што се давало од владата Ауди А4 стан во Скопје, а иста таква организација се појавила како донатор и спонзор на изграда на 7 споменика во град Скопје. Овој ребаланс на буџетот потврдува дека оваа влада со своето домаќинско работење покажува грижа и поддршка за подобрување на животниот стандард на сите граѓани во Македонија. Токму во оваа насока со измени и дополнувања на буџетот за 2017 година, владата на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата заедно со коалиционите партнери обезбедува средства за повеќе работи. Тука би набрал неколку. Значи, субвенционирање на минималната плата, која треба да изнесува 12.000 денари. И тоа, ова мерка ќе се однесува од 1 септември 2017 година. Со ова мерка ќе бидат отфатени 70.000 вработени граѓани од Македонија, нашата држава. Со ребалансот на буџетот трајно ќе се реши проблем на стечајните работници. Досега не беа фатени со постојните законски решенија
Иако со години, знаете, поднесува и барања до парламентот, до претходната влада, да се реши нивниот проблем. Дел на некои категории се реши, меѓутоа стана една категорија што остана буквално без динар во джебот. Значи, со ова мерка ќе бидат опфатени околу 3000 лица и нивните семејства ќе се стегне со право на месечен надомест. Со кратење исто на непродуктивни трошоци во буџетот ќе се обезбеди поддршка за домашниот туризам. Значи, преку субвенционирање на годишни одмори на работници со ниски приходи и примања кои не може да се остварат, значи ова можност да одат на летување. Тука е предвидено, значи предвидено 60 милиони денари или 1 милион евра. Значи тоа се репреси работници од кожарската, текстилната или работници што имаат ниски примања конкретно во стопанството. Со ова мерка директно се дава поддршка на туристичките капацитети во Република Македонија, што сигурно ќе биде добродедено за нив. Обезбедени се средства за субвенционирање на македонската радиотелевизија, со укинување на радиодифузната такса, со ослободување на граѓаните од ова јавна давачка. За ова намена од буџетот за 2017 година се обезбедени 200 милиони евра. Конечно, граѓаните ќе се спасат од, да речем, од ова давачка, посебно она што се случуваше во изминатиот период со блокирање на мините сметки или со проблеми што се јавувало конкретно, има во едно семејство 4 члена, сите 4 члена добивале сметки, па им се блокирале сметките. Имаше таков еден пример кога тука донесоме ние во собранието да не може системот да субвенција од Министерството за земјоделство токму ради блокираните сметки на одреден број на граѓани, тоест поголем број на граѓани. Значи, обезбедени се 135 милиони денари за поддршка на малите и средните предпријатија, како и за поддршка на домашните гринфилд инвестиции. Тоа значи дека штом ќе се донесе, ќе се усвои ребалансот на буџетот, дека условите што важат за странските компании, што изминативе години ги добива, истото ќе важи и за домашните компании. Само за напомена дека во изминативе години претходната влада на ВМРО ДФМН за токму за вакви инвестиции одвојуваше по 150.000 евра годишно. Земјоделците, иако беше доста спомнувано земјоделието, се предвидени дополнителни 110 милиони денари, од кои 80 милиони денари директна поддршка за земјоделците и 30 милиони денари за нивелирање и тампонирање на полските патишта ширум државата. Со усвојување ребалансот на буџетот ќе се отпочне со решавање на реалните проблеми на земјоделците. Иако во минатото се даваа субвенции, морам да кажам дека како мерка беше добра, но морам да прокоментирам дека истата не стигнуваше до правите земјоделци или до поголем дел прави земјоделци и во голем дел беа исплачани ненавремено она кога најпотребно им требаше на земјоделците. Така ќе послушам неколку примери. Како што споменав, точно дека се дава големи средства тоест се дава субвенции, новата влада на СДСМ тие субвенции ќе ги зголеми. Меѓутоа, и покрај тоа што се дава субвенции во областа на земјоделието, ќе спомнам неколку гранки од ова истото. Значи, во сточарството, иако се давале субвенции, значи во периодот од 2006 до 2016, тука е графикон што е податокот од Државен завод за статистика и тука пишува следното. Конкретно, во периодот 2006 во Македонија имало говеда 255.430, додека во 2016 година 254.768, што значи мало намалување. Под ставката свињи тука има зголемување 167.116, во 2016 202.758. Меѓутоа тука морам да кажам драстично намалувањето во област, значи во кај што се овци, конкретно 1.248.801 2016 година 723.295. И драстичен е падот на коњи 40.553 2006, 19.263 2016. Истото се случува и во производството на млеко во Република Македонија. Кравио млеко, производство 2006 година 234.000, 2016 303.044 литри.
Исто голем падот драстичен на општото млеко, 26.582 литри 2006 година, 2016 година 41.066 литри. Производството на месо исто паднало. Говедско месо 2006 година 7.132 тони, 2016 3.962 тони. Овчето 7.198 тони, 2016 3.737, живинското 3.715, 2006 1.509 тони, 1000 тони во 2016. Значи, исто се случува со полјоделството, овштарството, лозарството. Значи, во 2004 година 560.000 хектари била обработлива површина, додека во 2016 година се 511.000 хектари обработлива површина. Вчера колешката Мира дискутираше околу приносите, просечни приноси по хектар на поважни култури. Нема да се повторувам, затоа што вчера беше кажано на нејзина страна доста прецизно и онака како што треба, само ќе напоменам дека и во областта на приносите по хектар од поважните култури во Република Македонија и тука има пат на производство, значи по хектар принос. Иако сте сакале да прикажете буџет со нависоки капитални трошоци, од друга страна сте ги напумпали приходите, посебно за недоношните приходи. Веројатно изборите мислите дека ќе биде повторно врна власт, но што и да е. Значи, намалувањето на капиталните инвестиции е направено кај оние проекти кои има забавена динамика на реализација во првата половина од годината. Спомнав претходно во првиот квартал колку е растот на брутодомашниот производ. Со ребалансот на капиталните расходи се ревидираат на 23,4 милиарди денари, бидејќи до сега се реализирани само 8,7 милиарди денари. Но сепак планираното ниво на капитални расходи е највисокото во историјата на Република Македонија или 40% повеќе од минатата година. Мора да се истакне фактот дека години наназад има недостаток на реализација на капитални расходи во однос на проектираните ниво. И тука би спомнал, ако се спореди реализацијата во последните 4 години, каде никогаш не надминала 19 милиарди денари. Се спомнуваше дека инвестициите во образованието во овој ребаланс се намалуваат исклучиво ради слабата динамика во реализација на првата половина од годината. Но обезбедените средства за капитални расходи, за капитални инвестиции во Министерството за образование и наука од околу 1,8 милиарди денари се 64% повисоко од реализираните капитални инвестиции во образование во 2016 година, кој изнесува 1,1 милиарда денари. Значи, не ви држи тезата дека се кратат средствата во Министерство за образование и наука. Новата влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, ќе создаде образовен систем што ќе влие врз големувањето на продуктивноста на трудот и ќе ги зголеми шансите за младите за квалитетни работни места. Значи, ќе направиме здраво, темелно и добро смислено образование, низ кој ќе се формулуваат здрави и зрели личности. Ќе создадеме здраво општество во кој ќе се живее и напредува според способностите и човечките вредности. Во однос на задолжувањето, Министерството за финансии во изминат период се задолжи 4 пати. Вчера имаше, мислам, дека уште еднаш има задолжено од 10 милиони евра. Значи, претходните 4 задолжувања изнесуваат 60 милиони евра. Тука беше потенцирано дека сме критикувале во минатото дека зашто претходната влада се задолжувала. Да, претходната влада се задолжувала, меѓутоа тие задолжувања не ги трошеше продуктивно. Значи, покрај што се задолжи новата влада со 60 милиони евра, морам да напоменам дека во исто време се вратени долгови од 115 милиони евра. Тука е вклучен заемот од Deutsche Banka од 70 милиони евра, што значи дека во овој изминат период долгот сме го намалиле за 50 милиони евра. Претходните денови од поголем број на дискутанти се кажуваше дека градежништвото е двигател на економијата. Значи, точно се согласувам, значи, на македонската економија и треба изградба на капитални објекти. Значи, се фалете дека во изминативе 10-11 години сте изградиле капитални објекти. Значи, би прашал, иако тука сите знаеме, да кажете
колку такви капитални објекти изградивте во изминатите 11 години. Јас би спомнал дека една од тоа што спомнувате дека градите автопатишта, меѓутоа очигледно почнате со изграда на автопатишта и ќе ви кажам зошто. Во последниве 10 години, претходните 10 години тоа не се случуваше. Почнете пред крај на вашиот мандат да почнете со изграда на неколку автопатски делници. Иначе во изминатиот период го изградивте само автопатот Куманово-Табановце во должина од 7 км. Знаете, во минатото вашиот лидер, вашиот председател на партијата викаше дека нема потреба од изграда на автопатишта, бидејќи граѓаните не ги користат истите. Тука ви ме прашал, зошто, пошто се фалите дека сте направиле капитални изграда, капитални објекти, зошто не инвестиравте во секторот енергетика? Зошто не почнавте со изградба на хидроцентралите Чеврен, Градиште, Бошков мост? Зошто не инвестиравте во гасификација на Република Македонија? Зошто не го погледнавте примерот со гасификација на општина Струмица, општина Куманово? Наместо да го градите проектот Скопје 2014, панорамското тркало и така натаму, ќе немаше потреба да земате скапи кредити со големи камати за изградба на двата автопати, кои ги договори владата, предводена Никола Груевски и ВМРО ДПМНЕ со кинеската компанија Синохидро. Сите овие денови слушаме дискусии дека за изградбата на автопатот Кичево-Охрид е предизвикан дополнителен трошок од 120 милиони евра. Само една работа би спомнал покрето што треба да се прави експроприација или дислокација на одредени трафостаници. Еден пример тука бидејќи доаѓам, ќе спомнам понатаму во говорот, доаѓам токму од оваа област. Значи само еден тунел што треба да се на тунелот пресека. Претходното предвидени биле 29 милиони евра за изградба на него, сега ќе чини истиот 88 милиони евра. Разликата скоро 60 милиони евра. Некој што може би не е таа бранша би помислил дека тунел ќе направите директно да излеземе во Албанија, чафа се. Исто така за автопатот Милодиновци Штип, иако вчера имаше еден коментар дека ова влада го кочи пуштањето во потреба, па колеги, примавте, значи тој автопат требаше да се пушти, како не се лажам во мај ова година. Зошто не го пуштивте? Се уште бевте на власт, значи вашата влада беше тук. Исто од ова автопатска делница се прават дополнителни 20 милиони евра трошок заради исто пропусти во изградбата на истиот. И тука она што боли очи, конкретно е јас како прележник, дека изградбата на автопатот Милодиновци Штип чини 1 км 4,3 милиони евра. Додека ќе набрам неколку примери за исти такви делници, значи цени од соседството, во соседните држави, колку чини 1 км автопатска делница. Значи во Грција се гради автопатската делница Колура-Клеида и таа чини 2,3 милиони евра по километар. Во Србија исто може да ви пратите по недилни, значи автопатската делница од Ниш за бугарска граница истата чини 3,8 милиони евра по километар. Од Бугарија, значи се гради автопатот Тракија, кој го поврзува Софија со Црно море и 1 километар автопат изнесува 3,1 милион евра. Од тука може да се извлече веројатно некоја полука дека најверојатно високите цени по километар се должи најверојатно замените високи провизии што страна на раководството на ВМРО ДПМНЕ и Никола Груевски го направија, а за тоа го слушнаме, сите сме сведоци во бомбите како се договарали провизиите 5%, 15 милиони, не знам и слично. И тука на крај малку отишов во дискусија со она што претходно го напомнав неколку пати. Значи пред да станам пратеник во парламентот, значи моето 26 годишно работно искуство доаѓа од областа на инфраструктурата, поточно од патишта. Пак ќе спомнам дека се фалите дека сте градели патишта, но морам да ви кажам и рече изградените регионални магистрални автопатишта се во катастрофална состојба, да не речам на поголем дел од територијата на Република Македонија. Посебно сите се движите автопатската делница Скопје, Тетово, Гостивар и Гостивар, Стража, Кичево, сега се почна со изграда Кичево-Охрид на новиот автопат. Значи, тука можам да кажам од искуство, бидејќи ви кажам дека доаѓам во таа бранша, не постои вертикална сигнализација. Значи, луѓето што доаѓате во странец, кој да дојде надвор, може да видите од Скопје, Гостивар,
нема буквално ние на табла да знаат кое место, кај да населено и слични работи. Тука исто не постои хоризонтална сигнализација или во многу лоша состојба. И тука, значи, проблем со заштитната мрежа каде че го фали доста мрежа и во изминативе години се случуваат голем број сообраќајни незгоди, кои што влегуваат куќиња, добиток и останата работа. Имате 4 реплики, имате можност да се изјасните. Само што кратко, значи, го дојдовте јавното предпријатие Македонија пат во многу тешка финансиска состојба. Истото должи 5 милиони евра побран на ДДВ и 11 милиони евра достатствени побарувања. Значи, истото сакам да спомнам, знаете што се случуваше во зимскиот период, кога на 10 см снег се блокира патиштата во Република Македонија. Сите тоа го видовте, меѓутоа ќе зборувам понатака, пошто председателката е во времето истече, уште кратко, само минута, да завршам уште нешто што ги има. Истата состојба, значи не би додал, значи железничкиот коридор исто, значи не е нешто подобро од тоа што зборов за патиштата. И на крај би завршил, значи болност на јавниот дug на Република Македонија од 2009 година изнесува 1 милиарда и 772 милиони евра, или по глава на жител 2676 евра, додека во 2017 година изнесува 4,74 милиарди евра, или 2545 евра по глава на жител. Знаеме дека овој пари ќе ги враќаат нашите идни генерации, нашите деца и внуци. Затоа, на крај само, треба да се однесува одговорно. Да почитуваме времето. 3 секунди, значи завршувам. Имате можност да го доискажете после тоа. Така е, значи затоа треба да се однесува одговорно во трошењето на народните пари. Благодарам, извините малку што продолжив со дискусијата.